Медиумите ги губат содржините од областа на културата. Тие едноставно испаруваат од етерот. Се помалку емисии, прилози, интервјуа, но и секунди за вестите од културата и културните работници. Ова се дел од заклучоците до кои дошла авторката Александра Јуруковска во книгата Медиумскиот екзил на книжевноста во македонската култура. Таа е новинар и книжевник, па страста за двете области успешно ги искомбинирала во ова издание. Она што мене ме интересираше и како книжевник и како новинар е просторот и местото кое што и се отстапува на културата, а во неа и на книжевноста во македонските медиуми. Правам една студија на случај во кој издвојувам позитивни примери од македонските медиуми, меѓутоа се осврнувам на нивните златни години од постоењето. Земам примери од македонското радио со неговите прва, втора, трета програма и 103-ка. Тука е Телма телевизија како приватен медиум кој што отстапуваше простор, потоа првиот независен македонски весник Дневник, Теа неговиот подоцна станат Неделник. Зборувам за новите медиуми како посебно поглави и третманот кој што тие го оставаат. Значи, повеќе студии, повеќе истражувања на медиумите за да дојдам до еден заклучок кој што мене ме загрижува. Верувам дека и сите културњаци, намерно го користам овој збор, а тоа е дека низ годините, еве да земеме од овој милениум, третманот на културата во медиумите е се полош и се помал. Ако зборуваме со нашиот, вашиот новинарски јазик, значи некогашните часови, некогашните половина час, сега се сведени на минути, ако не и секунди. Кога зборувам за секунди, главно мислам на отстапеното време во информативните изданија, кога практично моите колеги, новинари од културните рубрики, се расправаат и се убедуваат со своите уредници дека се потребни 40 секунди за да означиме некој значаен културен настан. Кога велам значаен, зборувам за големи работи како што се Охридско лето, Струшки вечери на поезијата, па и Нобелова награда во светски рамки. Ако некогаш повозрасните, па и дел од нашите генерации ќе се сетат, биле посветувани цели магазини, цели емисии, па и некогашната трета програма на Македонско радио како Радио Култура. Професорот Александар Прокопиев вели дека станува збор за пионерско дело кај нас, но и многу значајно, затоа што конечно имаме доказ за тоа што беше добро познато, дека културата се повеќе фали во македонските медиуми. По својата исцрпна методологија, по начинот на која книгата составена, незината структура, податоците кои ги изнесува и кои сами по себе веќе сведочат за заклучокот кој секој читател ќе го изведе од книгата, тоа е дека културата кај нас и наспроти големите таленти и остварувања посно се следи. Односно, културата не може да се стави толку на маргините на интересот, без оглед колку е овој важен период во некои други сфери. Пред се во политичката, со која сме, би кажал, презаситени, затоа што постојано се става на првите страници, сите интервјуа се врзани со помалку или повеќе исти луѓе. Слушаме говори кои помалку или повеќе се малку изменети, така што фали таа една друга мисла, која не само е во следењето на културата, туку во толкувањето и разбирањето на културата. И тоа Александра многу добро го покажува. Го покажува низ една своевидна хронологија и веројатно помладите генерации ќе бидат вџашени колку многу брзо слабе е тој културен сектор кај нас, а колку, например, пред 2 децении беше на вистинското место. Особено ако се спореди, еве тоа можем да го кажам, со сите други држави во транзиција кои се околу нас, а во кои културата се следи со многу поголем почит. Значи, било да се работи за Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија, ние сме во голем заостаток. И
Особено е тоа болно, затоа што се работи за една сфера во која македонските творци дават впечатливи резултати. Повторно се враќаме на она, би рекол, сиромашна аргументација дека кога авторот ќе успее во надвор, тој тогаш станува интересен за нашите медиуми. И издавачот Горијан Лазаревски од Авант Прес смета дека Јуруковска начнала многу сензитивна и важна тема за која е потребно продолжување. Особено што од 2011-2012 година до кога е истражувањето, па до денес, голем дел од медиумите што се спомнуваат во истражувањето веќе не постојат. Прво за медиумите ќе се осврнам дали културата е доволно застапена во медиумскиот простор. За жал, исклучително малку е застапена, не доволно, туку речиси воопшто, недозволиво е тоа, сепак сме на европско тло, бележиме виден регрес во тоа колку беше застапена културата во медиумите пред 10-15 години, колку е сега застапена. За жал, за глобалните стандарди држави Чипар излишно е да зборувам. Доследното вршење на работата која е спомнува во прашањето Митко на медиумите, ќе кажам дека за жал медиумите не доволно доследно ја покриваат и си ја вршат работата. Самите новинари пред се од ентузијастички причини, би рекол, многу по-доследни се и по-ангажирани и засегнати за состојбите во македонската култура. А за културата воопшто, нивото на кое сме доведени, ќе кажам дека исто е многу лоша состојбата. Прво, недостигот на свест за состојбите во културата од страна на институциите, од страна на политичарите, во смисла на потурнувањето на културата како последна во приоритетите на добар дел политичари и структури, независно од провиненција, е многу лоша и за жал се гледа дека носи многу негативен ефект во општите состојби во културата. Промоцијата на книгата Медиумскиот екзил на книжевноста во македонската култура во Струмица ја организираше Сдруженијето за култура Контекст.